Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Имаме влада во Република Македонија која што секогаш за се доцни по неколку месеци. По серијата пресови кои што ги одржав токму од оваа говорница во името на ВМРО ДПМН за непродуктивни трошоци изминативе неколку денови да апелираме до јавноста дека во време на криза кога знаела владата дека ќе има сериозна економска криза заедно со институциите, трошеле пари за луксус, владата вчера излезе со смешни и задоцнети мерки, не баре представувајќи ги дека тие ќе ја спречат економската криза кај граѓаните. Потикнати од лошите реакции на јавноста за трошењето на над 2 милиони евра за само неколку месеци на непродуктивни трошоци, тоа за луксузирање на нивните министри и функционери, вчера, замислете, Ковачевски се пофали дека забранил да се набавува мебел за институциите на владата. Забранил да се набавува мебел. Ковачевски повторно доцни со мерките, како и со се останато. Џабе им се мерките за забрана за набавка на мебел, од едноставна причина, доколку не знае Ковачевски, веќе му кажеме јавно да не биде неподготвен, бидејќи институциите веќе си набавија мебел од стотици илјади евра, изминатија неколку месеци, откако знаеле и институциите и владата дека ќе има сериозна економска криза која што ќе се одрази на живењето на граѓаните. Повторно Ковачевски доцни. Имено, МВР изминатиот период откако знаеле дека ќе има економска криза, наместо да прекинат со такви постапки за непродуктивни трошоци, набавиле мебел во вредност од 250.000 евра. Внимавајте, 250.000 евра или 15,4 милиони денари набавка на мебел во Министерството за внатрешни работи. Ако ова не е смеење на владата кон граѓаните во лице, не знам што друго е. Секретаријат за европски прашања, каде што од пред неколку месеци Бојан Маричиќ си набавил мебел и услуги за перење автомобили во вредност од 700.000 денари. Бујар Османи, Министерство за надворешни работи, набавил мебел изминативе неколку месеци откако знаеле дека ќе има економска криза во вредност од над 20.000 евра или 1.370.000 денари само за мебел, само за луксузот на Бујар Османи во зградата на Министерството за надворешни работи, за која што сите знаеме дека таа зграда е неколку години и е буквално опремена со се што е потребно за функционирање и работење од страна на вработените, пропратено со мебелот кој што им е неопходен и потребен. Дополнително, Лјупчо Николовски во Министерството за земјоделие, иако знаел дека ќе има криза, наместо да им помага на земјоделците, тој си набавил услуги за перење на коли, автомобили во висина од 470.000 денари. Тоа се над 2.000 перења на коли годишно. Само за мебел, изминативе неколку месеци владата потрошила околу 300.000 евра, кои што нормално можеле да се искористат за многу други работи да им се помогне на граѓаните. Поважно на оваа влада, на овие функционери, име да седат во удобни фотели, да се возат во секојдневно перени автомобили, отколку да им помогнат на граѓаните, да им помогнат на најранливите категории, да им помогнат на земјоделците и сите останати. Очигледно е, ова влада и новиот премиер Ковачевски, кој што е само една бледа копија и сенка на Зоран Заев, ја поценуваат интелигенцијата на граѓаните. Носат мерки против набавка на мебел, а всушност веќе набавиле мебел. Класична задоцнета реакција, каде што владата им се смее во лице на граѓаните. Благодарам, повелете доколку има прашања. Видете, ние неколку пати имаме говорено на таа тема, но сега ќе се задржам конкретно на
ова, секогаш во време на криза, каде што граѓаните сериозно се загрижени за состојбата на државата, заради неспособноста на ДУИ и на СДСМ како коалиција, се обидуваат да наметнат теми за да не се зборува за нивните криминали, да не се зборува за набавка на луксузирање на мебел, за набавки за перење на коли и така натака, да не се разговара за тендерите во 4 очи кои што ги ствара, кои што ги исклучуваат министрите, директорите, функционерите, а знаеме сите дека се криминални, да не се зборува за нивната неспособност, како што гледаме не се способни да донесат едни мерки па ги доцнат по неколку месеци, откако се она кој што го донесува како мерка веќе практично го направиле, и наместо среде ваква економска криза да направат нешто за економијата, да помогнат на компаниите, да не ја втурнуваат државата во сериозен стечај и рецесија, да отворат некоја нова фабрика, да се растрчаат, да побараат, да донесат некоја нова фабрика, да вработат нови луѓе, да не си заминуваат и младите македонци и младите албанци секојдневно, како што ги гледаме и на вашите медиумски прилози кои што се многу важни за тоа. ДУИ и СДСМ носат одлуки како влада кои што со ништо не го подобруваат животот на граѓаните. Единствено сакаат да замачкаат очи на јавноста, да не се разговара за она што во моментов е важно, а тоа е нивниот криминал кој што го прават секојдневно. Благодарам, повелете друго прашање. Имајќи предвид дека често нема кворум, често опозицијата ја напушти салата и дека мнозинството и тие не присуствуваат во седниците и не закажуваат седници на комисиите. Видете, пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата, практично опозиционерските пратеници во собранието на Република Македонија секојдневно се на своите работни места и си ја вршат онака доследно како што треба нивната работа. Но, она што е важно и што се обидуваа да го наметнат од страна на власта, нормално заради нивната неспособност, заради нивните меѓукоалицијски препукувања, заради нивните меѓукоалицијски пазари кои што не можат да ги доведат во ред, секогаш, буквално секогаш се за некои бизниси и тендери, тие се обидуваат да наметнат дека опозицијата кочи нешто во собранието. Не, да се разбереме и уште еднаш јавно да напоменам, ВМРО ДПМН и опозицијата не кочат буквално ништо во собранието. Тие секојдневно се на своите работни места и секојдневно го работат она за што се платени, односно за што се избрани. А се избрани таму од граѓаните за да ги штитат интересите на граѓаните, а такви верувате дека се многу, бидејќи опозицијата има сериозна бројка на пратеници и со тоа има сериозна одговорност кон граѓаните кои што ги изгласале. Од тука сакам да потенцирам единствен кој што во моментов ги кочи сите работи во собранието, тоа е власта, СДСМ и ДУИ, од единствена причина затоа што не може да се договорат за нивните меѓусебни коалицијски пазари. Така да ВМРО ДПМН ништо не кочи, ВМРО ДПМН е подготвена да дискутира на секоја тема, но ВМРО ДПМН во ниту еден момент нема да се осуди да дискутира за закони, како на пример што е фамозниот закон за опојни дроги за марихуана, каде што треба на некој таму од фамилијата на власт да им се овозможи милионски профит. Не, тоа е против интересите на граѓаните и ВМРО ДПМН тоа никогаш нема го дозволи. Впрочем, затоа е таму. А доколку власта е онаква каква што вели, со цврсто, стабилно мнозинство, може секојдневно да функционира непречено собранието, тука се нашите пратеници да дискутираат, да поднесуваат амандмани, да функционира собранието. Но за жал, функционирањето на собранието е доведено во прашање единствено заради неможноста, нефункционалноста на коалицијата на СДСМ и ДУИ, која што функционира на принцип на бизнис, пари, тендери, корупција и криминал. Дали има други прашања? Има едно прашање кое што пристигна од електронски, од друг медиум. Тоа е коментар во врска со случајот кој што вчера излезе во јавноста во однос на
набавка на и сервисирање на лифтови во владата од непостоечка фирма. Тоа е се што треба граѓаните да прочитаат и да чујат за Република Македонија и за оваа влада. Тоа е дека една непостоечка фирма со сите тие пропратни документи кои што биле фалсификувани да земе повеќе од десетици, 90 или колку и да беа тендери за лифтови во државните институции. Многу едноставно, владата треба да излези и да каже која е таа фирма. Зошто ја кријат, зошто ја држат во тајност, зошто молчат, бидејќи сепак непостоечка фирма сервисирала лифтови, била прикачена и аплицирала на тендери во сериозни институции како медицински установи, и при тоа може некој да му се случи нешто од пациентите, може да настрада некој, бидејќи не знаеме дали таа фирма правилно ги извела и ги направила работите околу лифтовите. Но уште еднаш ќе потенцирам. Тоа е се заради неспособноста на оваа влада. Пред доаѓањето на СДСМ не сме слушнале дека имало некоја непостоечка фирма што земала тендери. Но, откако дојде СДСМ, бидејќи се име сведено на бизнис, на тендери, во 4 очи криминал и корупција, сега гледаме дека над 90 тендери земала непостоечка фирма. Чудно, најчудно, кој се е вмешан треба да се види, треба јавно да искочи владата да каже која е таа фирма, кој ја помагал од власта, бидејќи за ова мора некој од власта да ја помагал оваа фирма. Ова е сериозен скандал. И повторно ќе кажам чудно, но за жал вистинито, и тоа е единствено во Република Македонија. Тоа е се што треба да се знае за оваа влада. Доаѓа фирма што не постои, им изнаса милионски профит и тие не знаат која е. Така да, еве, слободно нека кажат која е таа фирма. Доколку нема други прашања, благодарам.